Врие меѓу македонските производители на лебното зрно. Незадоволни и гневни од екстремно ниската откупна цена од само 7,5 денари за килограм пченица, која е и најниска во регионов, тие се закануваат дека ќе мораат да го прекинат понатамошното производство на жито. Според нив, недозволивата незаинтересираност на државата и отсуството на развојна производно откупна стратегија, како и се полошите временски услови, оваа поледелска година ја направиле убедливо најлоша година досега. Значи, ние како поледелци, како производители на жито, оваа година сме де-факто уништени. Прво, не ја примат пшеницата, имала влага, немала хектолитарска тежина. Второ, ние го враќаме назад, немаме кај да го продадеме. Никој не ја зема ни за сточна храна. И ако ја даваме за сточна храна, кој ќе ти откупи 50 тона, 100 тона, 200 тона? Државата не донесе до тоа да ние одлучиме стратешкиот производ да го снема, како што ја снема шеќерната репка и слични други производи. Крајно загрижени за тоа што ќе се случи со годинашниот род, од кој дел е веќе собран, а дел се уште е по полето, но и како ќе преживеат, поледелците бараат задолжително воведување на така наречениот интервентен откуп, кој според законот треба да се спроведува на почетокот од жетвата, а по претходно утврдени и загарантирани цени. Договорено производство и почитување на тие договори, потоа донесување на производни цени од страна на институциите, а тоа е секторот за анализа кој што го има Министерството за земјоделие, во кое што земјоделците ќе ја знаат секоја година производна цена на својот производ. Потоа донесување на правилници за преработка на земјоделските производи и продажба на тие производи од куќен праг, веднаш враќање на градобийните ракети, влегување на антифрост системите или тие оросувачи и заштитните мрежи и фолии во програмата за рурален развој. Државата, ако сака преработвачите во иднина ние да продолжиме со производство на пченица, мораме ние да имаме некаква заработка. Самото министерот годинава излезе со пресметка дека нас производната цена е некаде околу 9,14 денари, со принос од 3,5 тона по хектар, а во различни региони е приносот различен. А со вака нам преполовен сега род од временските неприлики, некаде може дојде 10-12 денари производната цена, а ваму ја даваме ние за 7-8. Значи не можеме и трошокот да го покриеме, како ќе обстанеме? Инаку според проценките на НФФ годинава на македонските житници се очекуваше да бидат произведени 200.000 тони пченица, но заради наведените проблеми родот ќе биде преполовен, а значително се намалени и површините. Државата зеде обврска да откупи само 70.000 тони пченица. Иако пченицата е стратешка култура, на денешната средба во Прилеп немаше представник од ресорното министерство, што за жал не било првпат. Резигнирано реагираа фармерите.